Почитувани гледачи, добре дојдовте во Урбаните вести. На рекреативната патека на кејот на Вардар во Скопје се одржа штафетна трка за тимови од македонскиот бизнис сектор. Како што информира организаторот на оваа трка, целта е заедничко спортско, рекреативно и деловно дружење помеѓу компаниите и јакнење на тимскиот дух помеѓу вработените. Со оваа вест ги започнуваме Урбаните вести, следуваат насловите за денеска. На плоштад Македонија, прошетка напред розево чекори против ракот на дојка. Најдобрите ученици од општина Аеродром ја завршија посетата на Лондон. Представи на Велешкиот и Битолскиот театар вечерва на МОТ. Со меѓусебно разбирање до рушење на бариерите, порача Арсовска од Солун. Продолжува кампањата за локалните избори 2017. Кандидатите за градоначалници и денеска пред граѓаните излегоа со промоција на своите проекти. Еве што изјавија за денеска. Тука сме на Средноводно да промовираме уште еден проект, а тоа е Ден без автомобили во викендите за Средноводно. Имено, со оглед на тоа што се создаваат големи гужви од автомобили на Средноводно во текот на викендите, ние ќе предвидиме за овие автомобили во катната гаража да имаат бесплатно паркирање, а исто така и на паркингот пред Нова Македонија, а потоа со автобуски превоз, со многу често автобуски превоз да доаѓаат посетителите до Средноводно. На тој начин сметаме дека ќе ги избегнеме гужвите, воедно ќе овозможиме заштита на парк шумота Водно. Проблемот со загадувањето ќе го решаваме од првиот ден. Ќе го забраниме вршењето на градежни работи во најзагадените денови. Затоа што градежништвото е еден од најголемите загадувачи. Ќе дадеме бесплатен јавен превоз, вистински бесплатен јавен превоз во деновите кога ќе започне сериозното загадување, затоа што секој од нас треба да се замисли, ако го запали своето возило, дека ги труе своите деца. Ќе обезбедиме што е можно побрзо ослободување на кејот на реката Вардар, за да може во такви денови оној кој што сака да користи велосипед. Наша заложба, како досега, така и во иднина, ќе биде да продолжиме со градење на спортски капацитети. Како досега, така и во иднина ќе продолжиме со градење на мултифункционални игралишта, посебно со акцент на оние населени места каде што досега сме изградиле едно, а има потреба повеќе, или во некои места досега не сме успеале, планираме за следниот период да ги изградиме, како што е во селото Виниче. Ќе продолжиме со изградба на терени специализирани за баскет, ќе продолжиме и со изградба на фитнес зони. Една од тие фитнес зони ќе биде и во паркот на природата Газибаба. Еден од клучните проекти кои ќе бидат реализирани целосна гасификација на територијата на нашата општина. Ќе обезбедиме газ до секој училиште, амбуланта, детска градинка, до фирмите, до секој домаќинство во општината. На овој начин ќе успееме да ги намалиме трошоците на граѓаните, ќе возможиме економски развој на општината и директно ќе действуваме кон здрава животна средина за сите граѓани. Нашата цел е да изградиме модерна и современа Газибаба. Дополнително на територија на населбата Маџари ќе овозможиме изградба на трговски центар кој ќе го раздвижи и разубави овој дел од општината. Во општина Центар 20% од населението се повозрасни лица. Грижата за нив е еден од моите врвни приоритети. Затоа ја продолжувам, но и проширувам грижата за овие наши сограѓани. Во моментов, стотина лица на возраст од над 65 години добиваат нега во домашни услови субвенционирана од општината. Во иднина, сите лица кои ги исполнуваат условите ќе добиваат ваква нега и помош. Сакам да објавам дека ќе воведеме и дежурни телефони за итни потреби на лицата и нивните семејства за кои што имаат потреба. Ветуваме дека сите млади луѓе во општина Карпош кои што направиле 18 години во 2016-2017 година ќе добијат бесплатна обука на трошок на локалната самоуправа. Тоа значи дека и во иднина сите млади луѓе што направат 18 години, општината ќе ја плаќа обуката за возачка дозвола од Б категорија. Тоа е
сериозен придонес кон буџетот на младите луѓе и на нивните семејства, затоа што една обука чини некаде околу 400 евра. Останатиот дел од трошоци што се за полагање испити и така натаму, тоа пак е на товар на кандидатот за полагање. Едната од главните заложби на Левица е да се покрај отпадот кој е одговорност на граѓаните е исто така да се спречи урбанизацијата во заштитената зона, односно да се отстранат сите објекти кои се бесправно изградени во таа зона, бидејќи Скопје веќе долги години се гуши и живееме во отров, дишеме отров и живееме во отпад. Доста ни е од бетон, ни треба зеленило. Ние ќе се погрижиме целата она бесправна урбанизација која му се случува не само на водно, но на сите зелени површини во градот Скопје, да ја прекинеме и за секогаш да прекинеме со таквите практики. На плоштадот Македонија се одржа прошетка под мотото "Напред Розево, чекори против ракот на дојка". Оваа прошетка се одржа во чест на сите жени кои имаат рак на дојка, за оние кои се излечиле, но и за оние кои ја изгубиле битката со оваа болест. Под мотото "Напред Розово, чекори против ракот на дојка", денеска се одржа прошетка во организација на Сдруженијето за борба против рак "Борка за секој нов ден". Прошетката се одржа на плоштадот Македонија, а е во чест на сите жени кои имаат рак на дојка, за оние кои се излечиле, но и за оние кои ја изгубиле битката со болеста. Прошетката се одвиваше во центарот на Скопје, започна на плоштадот Македонија, потоа на улицата Македонија, по улицата Димитрije Чуповски, пошто учесниците поминаа низ порта Македонија и повторно враќање на плоштадот. Рутата беше долга 3 километри и е во вид на панделка. Како што информираше Биба Додева, председателката на Сдруженијето Борка за секој нов ден, со ова започнува 3-месечната кампања за борба против оваа болест. Целта на кампањата е да се подигне свесноста меѓу жените со метаститски напреден синдром на рак на дојка, кој може да се излекува доколку е открие навреме. Розовиот едукативен караван е составен од лекари, психолози и онколози, а ќе поминува во сите поголеми градови низ Македонија. Измешани ми се чувствата на среќа и на тага. Горда сум што по 9 пат стојам тука со сите вас. За 9 години силно зборуваме за нашата борба против ракот на дојка. Чекориме во чест на сите жени кои заболеле и мажи кои заболеле од рак. Но не може да се зборува за среќа ако и по 9 години Македонија е на 3-то место по смртност од малигни заболувања во Европа. Денеска 4 жени во Македонија ќе заболат од рак на дојка. Денес има жени тука кои што стојат меѓу нас, кои што можеби утре ќе бидат во болница, ќе се борат со рак, ќе бидат гологлавли поради хемотерапијата, ќе плачат. И дали ќе биде важно на кој јазик ќе зборуваат за да им го видите стравот во очите и болката во нивната душа. Над 1200 жени секоја година се детектираат, а 4 жени дневно заболуваат од рак на дојка. Заложбите на Сдруженијето се да им се овозможи на сите жени и мажи да добијат соодветен и навремен третман и пристап до оваа терапија. Пристигнаа најдобрите ученици од аеродром кои посетуваа настава една недела во училиштето Ернест Евин во Лондон. Учениците покрај наставата во Лондон ги посетија и најзначајните знаменитости на британската престолнина. Оваа иницијатива ја сметаат за важна бидејќи ги представува врските меѓу Македонија и Британија. Најдобрите ученици од општина Аеродром се вратија од Лондон, каде посетуваа настава една недела во училиштето Ернест Бевин, во збратимената општина Вансворт. За време на престојот, учениците поддржувани од еден одговорен наставник имаа можност да ја посетуваат наставата кај своите врсници и да се запознаат со нивниот воспитно-образовен систем, односно со нивните наставни програми и со начинот на одржување на наставата. Учениците од Аеродром покрај наставата во Лондон
фестивалот ги посетија и најзначајните знаменитости на британската престолнина. Ова иницијатива се смета за важна и представува илустрација на врските меѓу Македонија и Британија. Исто така е добра прилика за најдобрите ученици од аеродром да посетуваат настава во училиштето Ернест Бевин, дотолку повеќе што овој коледж има долга традиција за негување на спортот. На програмата на 4-тиот фестивалски ден на 42-тиот Млад отворен театар ќе се изведуваат представи на Велешкиот и Битолскиот театар. Представата "Шумота на моето дрво" на Велешкиот театар, "Еден сиромашен и една нула" на театарот од Загреб и "Доктор Фауст" на Битолскиот театар се на програмата на 4-тиот фестивалски ден на 42-тиот Млад отворен театар. Представата на Велешкиот театар е на сцената на Младинскиот културен центар. Актерот Васил Зафирчев и музичарот Сашко Костов со текстот на Сашо Димовски и низ режија на Александар Ивановски создаваат макрокосмос од сетилни сензации, низ кој се презентира поместениот зачуден свет на една шума. Во кинокултура гостува Хрватскиот театар со представата "Еден сиромашен и една нула" во режија на Томислав Медак, за која организаторите на фестивалот информираат дека е во два слоја, додека изведувачите пред публиката изнесуваат различни начини на распаѓање на работникот, публиката се вовлекува во процесот на преобразба, од популарниот медиум на филмот до популистичкиот политички театар. За крај на денешниот фестивалски ден на МОД е представата на Народниот театар Битола "Доктор Фауст" во режија на Андраш Урбан, кој ќе биде изведена во Македонската опера и балет. Ова е представа која специфичната просторна естетика на режисерот ја пренесува како потенцијално поле за соочување на еден човек со себе си и своите и туги модерни вертикали. Искрена, брутална, сурова, но истовремено длабока човечка представа која публиката ја прави свој член во тимот и учесник во процесот. Представа што поставува и одговара на многу прашања што го мачат современиот човек, информираат од МОД. Универзитетски професори, представници на локалната самоуправа, историчари, бизнис лидери, како и истражувачи од Република Македонија и Грција дискутираа за предизвиците во областите каде делуваат на самитот за граѓанско општество што се одржува во Солун, Грција, во рамки на програмата за мир и човекови права. Представници на локалната самоуправа, универзитетски професори, бизнис лидери, експерти, историчари и истражувачи од Република Македонија и Грција дискутираа за предизвиците во областите каде делуваат на самитот за граѓанско општество што се одржува во Солун, Грција, во рамки на програмата за мир и човекови права. Единствен говорник од бизнис секторот од Македонија на самитот е председателката на Сојузот на стопански комори на Македонија Даниела Арсовска. Уникатноста на овој самит е што се отворија значајните прашања кои како експерти од областите од двете земји тука заедно ги дискутиравме. Откако ги детектиравме предизвиците, најпрвен потребно е суштински да ги разбереме за да можеме да пристапиме кон рушењето на бариерите. Само на тој начин ќе отпочнеме да создаваме взаемна позитивна слика за другиот која треба да ни го трасира патот кон иднината, рече Арсовска. Несомнено е, додаде таа, дека улогата на економијата во целиот тој процес представува столб за зајакнување на билатерална соработка меѓу Македонија и Грција, а Сојузот активно делува во насока на зголемување на соработката меѓу компаниите од двете земји, за што се превземени конкретни чекори. Арсовска во оваа пригода упати порака за стабилни економски добрососедски односи како чекор кон голем економски раст на регионот. За утре метеоролозите најавуваат сончево време со умерена облачност, а на повеќе места променливо ќе биде и облачно. Ќе дува слаб до умерен југоисточен ветер. Следува Матама Метео.
Со временската прогноза ги завршуваме урбаните вести. Ви благодарам на вниманието, останете и понатаму со програмата на МТМ. Довидување.